Слушнете не! Слушнете не! Слушнете не! Науко FM. Здраво, другарчиня! Здраво, дечиня! Здраво, тинейджери! Здраво, млади възрастни! Здраво, възрастни! Поздрав от летниот разпуст! Јеј! Не знаеме што побрзо да правиме. Од среќа и слободна агенда. А бога ми, возрастните на сите страни ги гледам. Нема ограничувања и сите сме среќни. Ама да си останеме и живи и здрави. Во оваа емисија ќе слушнете музика од дуото кој имаше шанса да се вика Джей, Но или Дженела. Па одлучивме да биде Дженела. Со мојата прекрасна наставничка по англиски јазик Дженет Тасковска рапуваме и порачуваме дека сме too cool for school. Во лето, хи. Со библиотекарката, таен агент, магистер Гордана Ѓоргиевска Неделковски. Ке зборуваме за волшебниот свет на читање на глас. Reading should be fun. Lesen soll Spaß machen и читањето и изработувањето корици треба да биде предизвик и забава. Проект кој што ни означи оваа учебна година со интересни дружби во кои напредуваме заедно. Ќе зборуваме дали би сакале да бидете конј. Аргументи за и против, а одиме на гости на село со Ана Мунди кај Ирина во Бистрица. Ки имаме лажги со опашки и лаги со кратки нозе. Иако мојата емисија е задолжена да ги лови и истражува специјалните работи кај децата, што треба да ги слушнат возрастните, овој пат сме на врвот на специјалното и специфичното. Или што би рекле стручните лица, атипичното. Дали и како и што мислиме ние за тоа, кои сме и кои се посебните деца и каков свет треба да градиме заедно. Ки чуете денес и секогаш во иднина. Слушнете не! Започнуваме! Džabe pari, skapi stvari, džabe se na svet, ako nemaš drugar, ništo nema da mi fali, imam baš sve koga imam drugar, sve ko ide nekako avantura znaj, ajde
сум кај Калина, а ова е Слушнете на Укло FM. Лага со опашка. Сцена. Онлайн настава. Испрашување. 20 ученици си ги меткаат моливите и мислите за да одговорат за оценка. Наставничката. Илина, кој го избира градоначалникот на општината? Баба во позадината на Илина, невидлива бидејќи се одговора без камера, граѓаните. Илина, раѓањето. Наставничката. Илина, точно ти шепна баба ти. Какво раѓање? Граѓани. Барем повтори го тоа што ти го вели на дворешното USB. Хи-хи-хи. Навистина, кога го слушаш некој друг, твојот мозок го исклучен да е. Google Translate си прав. Ако се слушниш што зборуваш, ќе си удриш шлаканица од глупости. Поради некој без врска, та добила 3 минус. Токму поради него проронила 2 звездички плюс. Ако го фатам, целмуста ке му го скратам. Ако го видиш така, кажи му поздрав ти праќа Белчо црниот. Поздрав ти праќа Белчо црниот во забавиште најнемирниот. Поздрав ти праќа Белчо црниот во училиште најпалавиот. Не ми ја нервирај, таја од 7-2, таа е моја тајна малечка. Не ми ја сетирај, таја од 7-2, да не правиме светска тепачка. Поздрав, поздрав ти праќа Белчо црниот во забавиште најнемирниот. Поздрав ти праќа Белчо црниот во училиште најпалавиот. Не ми ја нервирај, таја од 7-2, таа е моја тајна малечка. Не ми ја сетирај, таја од 7-2, да не правиме светска тепачка. Поради некој без врска, та добила 3 минус. Токму поради него проронила 2 звездички плюс. Зар мисли му се плашам? Абе за миг ке го спрашам. Ако го видиш така, кажи му поздрав ти праќа Белчо црниот. Поздрав ти праќа Белчо црниот во забавиште најнемирниот. Поздрав ти праќа Белчо црниот во училиште најпалавиот. Не ми ја нервирај, таја од 7-2, таа е моја тајна малечка. Не ми ја сетирај, таја од 7-2, да не правиме светска тепачка. Поздрав, поздрав ти праќа Белчо црниот во забавиште најнемирниот. Поздрав ти праќа Белчо црниот во училиште најпалавиот. Не ми ја нервирај, таја од 7-2, таа е моја тајна малечка. Не ми ја сетирај, таја од 7-2, да не правиме светска тепачка. Здраво, Ноела. Јас сум магистер Гордана Ѓурѓиевска-Неделковски, библиотекар од Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола,
од одделот за популаризација на книгата. А вие слушате Ова е Слушнете на Укло FM. Драга Гордана, вие сте координаторка на еден проект кој е интересен и многу предизвикувачки за нас децата. Читаме на глас, бидејќи читањето е забава. И на бројни други, се разбира. Ги спроведувате како национална установа универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола. Значи тоа било она НУУБ во вашиот назив. Оваа емисија е да се чуе гласот и ставот на децата и да се пренесе до возрастните, а вие го поттикнавте токму тоа низ сите месеци. Дали може да ни кажете зошто го направивте ова бранување во кое сите ние се ангажиравме и уживавме? Целта на овој проект беше да го се продолжи долгогодишната традиција на читање книги и сликовници, преку вклучување на учениците и наставниците во нашите работилници. Оваа година, со оглед на ново настанатата ситуација на пандемија, решивме преку овие онлайн работилници да ја доближиме нашата библиотека и важноста од читањето на книги до вас. Фактот дека голем број на ученици сакаа и беа дел од овие работилници, на наше огромно задоволство, кажува дека ние сме ја постигнале целта. Дали имате аспирација да бидете сојузник на децата? Да не сте случајно таен агент? Ми личите на таков. Цела библиотека ми личи на чудесен свет во кој децата имаат сојузници. Ве молам за одговор. А мојот детективски детектор и преведувач за странски јазици е вклучен. Ова прашање ви е многу интересно. Па може да се каже на некој начин дека ние библиотекарите сме тајни агенти, затоа што секогаш треба да дознаеме што сакаат нашите читатели, што им е интересно и примамливо на секоја возраст и како да ги привлечиме заедно да се дружиме со книгите. Дали знаете дека еднаш кога не повикавте да читаме на македонски јазик гласно, јас ја читав Нела и Бошавата бура и после тоа со главната и одговорна уредничка на Укло FM Битола, магистер Сонја Тантарова Груевска и со мојата мама како мој помошник ја започнавме Слушнете не! И создаваме убавини веќе 10 емисии. Преку читањето текстови на англиски, германски, македонски, но и преку изработките на корици за нашите омилени книги, бевме предизвикани на многу интересен начин. Да не сте мислеле да го примените пристапот Learning by Doing во заграда учење преку правење на нештото и problem-based learning во заграда проблемски ориентирано учење? И двата пристапи се многу интересни, но пристапот Learning by Doing е она што го постигнавме, например, со нашата работилница во која вие требаше да изработите корица, да фантазирате, да бидете илустратори. Исто така, покрај вашиот труд и имагинација за творење, вие учевте и нови поими. Например, корица на книга, илустратор, илустрација, автор, писател и слично. Кога јас ја правев мојата 3D корица, си замислив дека детето што ја чита треба да може да ги аранжира главните јунаци самото и предложив да бидат прикачени со ежелента или нешто слично и да овозможат персонализација на книгата. А во сите читања си го цртав лицето за да биде комплетно изразување на пораката.
како овие проекти го поттикнаа напредокот на децата. Што се видовте низ проектот? Во овие работилници учествуваа ученици од различна возраст и различно училиште. И можам слободно да кажам дека ме воодушевија со својата креативност при изработка на прекрасни корици на книги, меѓу кои и твојата 3D корица се разбира. Понатаму, секое направено селфи беше уникатно и многу досетливо. Во последните работилници се читаа приказни на различни јазици. За овој дел можам да кажам дека не само јас, туку и сите што имаа можност да ве слушаат, останаа воодушевени, бидејќи вашето ниво на читање е исклучително високо, пропратено со силни емоции за да се долови приказната. Морам да напоменам дека во секоја работилница растевме заедно. Вие се повеќе ослободувавте тремата и вашата имагинација и бујна фантазија излегуваше на површина, а со тоа ние ја постигнувавме целта. Што би им порачале на возрастните како порака од децата со кои вие соработувате и се дружите? На возрастните би им препорачале да веруваат во вас, да ве поттикнуваат, да се дружат со вас низ добра книга и интересна авантура. Книгата е најмоќното оружје што ве прави силни во секој поглед, што ви отвора врати и ве носи во најневероватните места. Што би им порачале на децата, вашите палаво дисциплинирани читатели? На децата би им порачале да бидат добри читатели, бидејќи со секоја прочитана книга, вие станувате побогати духовно и посилни кон се што е околу вас. Вие растете и еден ден ќе пораснете, но немојте да го заборавите детето во вас. Ви благодариме, Гордан. Ви благодариме, библиотека, директори, раководели, раководители на училиштата, наставници наши, другарчиња мили. Иако бевме главчиња на компјутерскиот екран, искуството беше прекрасно и вистинско. П.С. Прогласени сте за едни од ретките сојузници на децата во светот на возрастните. Важна улога. Очекуваме примерно поведение целото лето. Айфел, Спилберг и компанија, за мене си ситна боранија. Ги фала дека правеле чуда, па чудни ми чуда, што правеле чудо. Во Париз Айфел крена кула, чудо ми чудо, кула без тула. А Берси немал да направи шупа, и јас би го вратил да седи во клупа. Дори имам причести да идам каде вон, би морал да седне по втор пат во првон. Ма се е возможно и нема неможно. Во мајсторско дело и црното е било. Ма се е возможно и нема неможно. Па се е возможно. Со малку мака ба те прави што сака. Се е возможно. На Спилберг пак другар му иди, одјенем спраштил кај нас на ѓомити. Тој нека мисли, не изматкал вешто. Во нос би му треснал, па тоа е се што. Може со иди на маз да се фали, со опашки лажги за дечиња мали. Ма се е возможно и нема неможно. Во мајсторско дело и црното е било. Ма се е возможно и нема неможно. Па се е возможно. Со малку мака ба те прави што сака. Се е возможно. Се е возможно и нема неможно. Во мајсторско дело и црното е било. Ма се е возможно и нема неможно. Па се е возможно.
прави што сака, ма се е возможно. Со малку мака па те прави што сака, се е возможно. Јас сум Каја, а ова е Слушнете не на Укло FM. Лага со кратка нога. Сцена. Онлайн настава. Повторно испрашување. 20 ученици чекаат да бидат повикани и да плеснат на средината на екранот. Но на Ребека во наводници не и работи камерата. Наставничката: Ребека, до сега зборувавме за периметар. Ајде сега кажи ми за плаштина. Се слуша панично шушкање и превртување на лисја. Наставничката: Ајде, Ребека! Ребека: Почекајте, наставнички, да си го свртам и да си го наместам листот. Наставничката: Добро. Така, со камерата, што во наводници не работи, можеш во онлайн настава да користиш надворешна меморија наместо внатрешна. Кој не знае? Ти! Кој треба да научи? Ти! Не е само за оценка, за знаење. Не е само надворешна. Внатрешна меморија треба да е. За денес мислам требаше да имам напишен состав. Залетира замече златен заболтен во една диња зрела, ама друго ме секира. Што е времаже, мрмори вуче важе, пукам јас од мака, тој мастичен си сака. Вуче важе не знае кој бил кралот Артур, а и кај ке то знае, цел век срка таратур. Вуче важе не знае кој бил кралот Артур, а и кај ке то знае, цел век срка таратур. Кралот Артур немаше таква голема тајфа како него, околу софра собрани сите витези храбри, тој на чело, што да се каже, џабе павујче баже, вреска вујна меда, тој керпот си го гледа. Вуче важе не знае кој бил кралот Артур, а и кај ке то знае, цел век срка таратур. Вуче важе не знае кој бил кралот Артур, а и кај ке то знае, цел век срка таратур. Вуче важе не знае кој бил кралот Артур, а и кај ке то знае, цел век срка таратур. Вуче важе не знае кој бил кралот Артур, а и кај ке то знае, цел век срка таратур. Само лапа таратур, сркај кај таратур. Здраво на сите! Јас сум Джене Тасковска, наставничка по англиски јазик во основното училиште Елпида Караманди и ова е Слушнете не на Укло FM. And now, welcome to the
finals of the X Factor. They are teach to duo. Get it? Teacher plus students. And the name of the group is Janela. Janet plus Noela. The best team ever. Най-добрият тим секогаш. Спремете ги ушите, ке има рап и рок. Too cool for school. Young teacher, this is Noella. How do you like my new umbrella? Is it nice? Is it cool? Or maybe it's too cool for school? Yo, Noella, I love your umbrella. But you aren't at school, so there are no rules. How are you, my teacher? I miss our classes. Instead, I'll go for a swim and put my sunglasses. I miss you too, my dear students. It's nice to have some sun instead of computers. It's summertime. The weather is hot. Vacation is cool. It's too cool for school. But that is okay. We deserve some rest. From September on, we'll do our best. Kids and grown-ups, summer is cool. Boost up your practice and see you in school. But no worries, we'll talk English as tourists. Excuse me, sir. Do you know where is Paris? It's summertime. The weather is hot. Vacation is cool. It's too cool for school. Too cool for school. А тоа беше групата Janela, кои што се победници на нашиот X Factor. Ако сакате да гласате откако победија, можете да го направите тоа на нашата Facebook страница. Слушнете не запирка Ноела, запирка детска емисија, запирка Укло FM. А после ова дуото Janela ќе настапува на главниот, најсвечениот, прекрасниот и финалистниот X Factor! Globe. Дай ми знак, ке видам твој зрак. Една звезда мала, радост би ти дала. Јави се, миле ти се, бројот мој го знаеш, нема да се каеш. Еј, да имам перо златно, јас на небо да ти напишам. Цела ног за да ти свети, да се сетиш што ми вети. Ветро да ти чита, јави се. Еј, да имам крила златни, да на небо да си одлетам. Има мала звезда сјајна, да й кажам една тајна. Нежен зрак да прати и кај мене да те врати. Дај ми знак, ке видам твојот зрак. Една звезда мала, радост би ти дала. Јави се, миле ти се, бројот мој го знаеш, нема да се каеш. Јави се, миле ти се, бројот мој го знаеш, нема да се каеш. Еј, да имам крила златни, да на небо да си одлетам. И на мала звезда сјајна, да й кажам една тајна. Нежен зрак да прати и кај мене да те врати. Дај ми знак,
некогаш сте се запрашале зошто е добро да си конј? Па, еве неколку добри работи. Ке бидеш убав, односно убава. Ке можеш да трчаш. Ке имаш убаво развиен граден кош. Ке можеш да имаш раскошна грива за да им бидеш симпатија на коњиците. Кобилите. Доаѓаш во неколку бои. Црна, бела, сива, црвена, кафеава. Додека твојата мама е трудна со тебе, ќе бидеш во нејзиниот стомак цели 11 месеци. Уау, баш убаво. И удобно, топло и меко. Штом се родиш по 2 часа, веќе ќе можеш да стоиш наназе. Замислете, дребенцата се многу понапредни. Климкави со ноџињата и залепени за мама, ама сепак многу брзо се развиваат. Ако си подарен, нема да ти гледаат во забите. Ке можеш да си шепотиш со Роберт Редфорд. Појма немам кој е. Ама мајка ми кажа дека глумел во филмот The Horse Whisperer. Ако си мало коњче, децата ќе те галат и ќе си играат со тебе. А ако си во Охрид, ќе влечеш една мала количка и ќе бидеш облечено како мексикански бос. И сите ќе се сликаат со тебе. И ќе имаш минивал грива. Хи. Само јас што секогаш ги жалам дека влечкаат нешто тешко. Ќе имаш неверојатно брзи рефлекси. Да беше човек, ќе беше кунг-фу мајстор. Ама не си човек. Ако си жена конјица, тоест кобила, ќе можеш да бидеш главна на стадото. Да, коњите живеат во матриархат. Тоа значи главна шефица е мајката. Главниот машки коњ го брани стадото од напади и слично. Но одлуките за храна, вода и за целата фамилија ги прави мајката. Имам обсервирано стада коњи. Насум, мајка ми раскажуваше. И сите си пасат тра-ла-ла-ла-ла. Никој за ништо не се грижи. И одеднаш една коњица, тоест кобила, ја подигна главата и сите ја подигнаа. И таа тргна да трча во еден правец и сите по неа. Имаше опасност. Се додека мајката е смирена, сите се смирени. Ама, кога таа даде сигнал дека треба да се бега, ќе се бега, без преговори. Како мојата мајка што би рекла кога треба да учам математика. Кога мајките би шефувале во целиот свет. Каков свет би било тоа? Каков свет би било тоа со розови перничиња, многу гушкања и галења и со многу помалку војни? Дефинитивно. И државите во кои сме се родиле би се нарекувале мамовина, а не татковина. Всушност, во некои јазици и се викаат така. Motherland на англиски, Mutterland на германски. Но постои домовина, односно homeland. Па сите различно. Ама сега, ако мислиме така, постои мајчин јазик. Јазикот што го зборува мајката додека го носи бебето во себе. А ако мајката зборува повеќе јазици,
И бебето ќе има слух за повеќе. Како јас, за македонски, англиски и германски. Море треба учење. Сега се збуни. Ама темата за јазици друг пат. Сега сме кај коњите. Јавачот ќе може да се вика еквестријан. Ако си коњ во детската фантазија, можеш да имаш крилја, како Пегасус на Херкулес. Како Пегасус на Херкулес. И исто така може да имаш еден извртен рог на средината и да бидеш еднорог. Ако си ја загубиш чевлата, читај под кофицата, ќе усретиш некој човек. Море имало предности да си коњ. Што не чини ако си коњ? Мораш да спиеш на нозе, исправен. Ама спиење. Можеш да дишеш само низ ноздрвите. Не можеш низ устата како луѓето. Може би луѓето ќе ти стават едни како капаци на очите, за да не гледаш лево-десно. Глупости! Не ќе можеш да правиш шпага. Коњите имаат фиксирана карлица. Може би ќе треба да работиш и влечиш работи за луѓето. До душа, тие ќе ти дадат топол дом, храна и заштита за возврат. Ама и ќе си работиш. Како во нашиот свет за луѓето, тие плата ни дават, ние работиме. Ова не му треба пари. Ако работиш со влечење и носење, ќе мора да ти стават подковици. Оти копицата ќе ти се истру. Тие ги направила мајката природа за својата конјска тежина. Не за уште 100 килограми плюс од човекот. Ќе мораш да учиш сообраќајни правила и прописи кога одиш по сообраќајница. Инаку ќе те буцкаат и утираат со прачка, како не баре тие се родиле учени да возат по улица. Глупостите на луѓето. Ако треба да возиш цел ден, тргајќи кочија, како например низ Севилја, Шпанија или низ Париз, Франција, ќе ти стават специјални вреки каде што ќе треба да се какаш. Баш непријатно за тебе. Насред Париз сите да те гледаат како се какаш. Какво конте си ти тогаш? Усрамено. Ако си обкружен со каубојци, ќе ти ги кажуваат своите наредби преку мамузи на нивните чизми. И тоа не е воопшто пријатно. Иако денес мислиле по хумани мамузи, сепак тоа е нешто што те буде во стомакот додека трчаш. Бабите и дедовците ќе се мачкаат со коњска маст. Маст од коњ. Не би сакал да си коњ во маст. Како го собрале во доцкаво кутивче? Ако живееш 30 коњски години, значи си истерал 90 човечки години. Значи времето за кончињата тече побрзо. Чекај, не, времето си тече исто, но се трошат побрзо, растат побрзо, стареат побрзо и се така. Не знам зашто вака споредуваме. Додека впечатокот како тече времето е важен. Како што би рекол Ајнштајн за објаснение на теоријата на релативност. Кога седиш со убава девојка 2 часа, ти се чинат како 2 минути.
ако седиш на жешка печка, 2 минути ти се чинат како 2 часа. Тоа е релативност. Јас имам моја верзија. Кога сум со мама, ми лета времето. И тоа најубаво. Кога мама е на пат, ми се чини остарев од чекање. А тоа да ми ти било еден ден. Веројатно на кончињата животот е бил тешичок. Па така сме стигнале до овие споредби за нивната возраст во однос на нашата. После целото мое истражување за коњите, дали би сакале да бидете коњ? Јас... Да! На еден ден. Ама со можност да се менувам. Да добивам крилја, па еднорог да бидам, па да одам во Сентопија како Мија и да се дружам со Лирија, а и да питам како Онкао, кој со својата магична солзичка може да излекува се. Е такво којнче би сакала да бидам. Всушност, во некоја мера и сум. Мајка ми секогаш ми вели, кога ја гуштам се му поминва. А јас сум лекче за мама, како што сите деца се лекчиња за своите мами. А вие? Што ноќите смирени, светлините згаснат, во топлите постели, дечињата распат. Што ноќите смирени, светлините згаснат, во топлите постели, дечињата распат. Наđamo zvezdite na pokrivoci, ako ne verujete, prašajte gi njih. Nađamo zvezdite na pokrivoci, ako ne verujete, prašajte gi njih. На нив деят мајките, насмевки им беат, поети стануваат, нежни песни пеат. На нив деят мајките, насмевки им беат, поети стануваат, нежни песни пеат. Наđamo zvezdите na pokrivoci, ako ne verujete, prašajte gi njih. Nađamo zvezdite na pokrivoci, ako ne verujete, prašajte gi njih. Prašajte gi njih. Prašajte gi njih. Лага со долга опашка и кратка нога. Сцена. Онлайн настава. При крај на денот. Се договара наставничката со учениците за следниот тест. Наставничката. Дечки, во понеделник ќе правиме тест по техничко. Спремете се добро. Се вклучува Андреј. Наставничке, во понеделник ќе бидам во Прилеп, ќе немам стабилен интернет. Наставничката. Е, добро, нема проблем, Андреј. Ти прави го тестот во вторник. По кратко време, пак се вклучува Андреј. Наставничке, сега зборав со моите, во вторник ќе купуваме алишта за сестра ми. Наставничката.
А што врска имаат алиштата на сестра и со тестот? Ајде, добро, прави го во среда. Андреј, наставничке, на мајка ми му е роден ден во среда. Наставничката, па среќен нека му е. А ти прави го тестот во четврток. Andrej, nastavničke! Četvrtok si idi tetka mi od Австралија. Наставничка. Андрей, прави го тестот кога ти сакаш. Андрей, наставничке мора да ми кажете термин. Вака ми е тешко. Ах, Андрей, тешко ти е да измислуваш лаги со опашки. Да им ги скратуваш ноцете и да ги оставиш недоквакани. Хи-хи-хи! Слушнете не! Се сеќавате на нашата репортерка за живиот свет Ана Мунди? Епа согласно своето име, таа патува овој пат до селото Бистрица, кај другарка си Ирина. Ја добив нивната репортажа и ја споделувам со вас, драги мои. Кукуреку! Ама тивко го велам, оти може би некому му смета. Мама, јас сум Ирина. Слушнете не, на Укло ФМ. Возрастни дена сум на гости, така и баба и дедо и на Ирина во село Бистрица. Ирина, те молам, представи ни се. Здраво, јас сум Ирина Лозановска, учам во основното училиште Стеф Наумов и сум второ одделение. На бабата и градината има преуба јалошна. Еве гледаш, соберихме јаготки. Што ќе можеме да собереме и друго? Девојчиња, што е тоа во позадина? Каков чепајка гуска со микрофон? Покрај готките во мојата градина кај баба ми можеме да најдеме кајси, јаболки, крушки, церешни, зеленчуци, кромиче, доматче, тиква, салатка, многу уште работи. Ви ги препорачувам за да ги јадете, бидејќи се тие многу здрави. Ням, здрава храна од природата. Па зошто јадеме чипси и нутела? Слушнете не, на Укло ФМ. Слушнете не. Звучи добро. Се почнува од Дека зборувам и ги слушам кокошките како дакар, а покрај тоа и те гледам како ти на кокошките им даваш јаготки. Зарем јаготки јадат кокошки? Не само ше јадат јаготки, јадат и салатка, и зелка, и краставички, и леп, како се сладат на овие овоше и зеленци. коковчиња што јадат јаготки. Ајде. А може и моите папагалчиња да ги ранам со тоа? Не само што има кокошки, петли, има и маче, и куче, и многу други интересни животни. Ви препорачувам почесто да идите на село. Благодарам за овој прекрасен ден. Посакувам повторно да дојдеме. Па се разбира дека ќе дојдете. Секогаш сте добро дојдени тука. Слушнете не, на Укло ФМ. Почесто да одите на село. Искрена порека од Ирина и Ана Мунди. Слушнете не во 10-тата емисија. Премиерно во сабота во 12 часот на Укло ФМ. А потоа во нашата плейлиста на YouTube. Ej, maco moja mala, ty imaš crven nos, dal mama ruž ti dala, ili nabil vosos. Ej, tako baš većina, što moju crven nos, milego prizna, najmaki koji naš os, 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 mile.
дека ти сецка интернетот. Аудио верзија. Ја кажуваш реченицата сецкано. Пример, реченицата гласи: наставничке, периметарот на разностран триаголник е А плюс Б плюс С. Со напомена дека ти не го знаеш ова. Сецкана реченица со во наводници интернет што сецка гласи вака: ничке име од А раз тр гол е и потоа грипкаш со нешто кај микрофонот на компјутерот. Готово, завршена работа. Мисли си ти само така. Лага со опашка. Како се глуми дека ти се сецка интернетот? Видео верзија. Си постоиш нормално како ученик на камерата. И потоа, кога те прашуваат нешто што не знаеш, паничиш. Прво го местиш курсорот кај лив и седиш дрвен 5-6 секунди. Пробуваш да не трепкаш со очите и потоа прицкаш лив. Така личи како да ти подзапрел сигналот и затоа компјутерот одлучил да го тргне Teams. И потоа ти ревносно пишуваш во чет пораки дека мајка ти се враќа од работа во 5, татко ти е на пат, а баба ти и дедо ти се глуви и немаат и не разбираат компјутери и ти си апсолутно сам во борбата со Wi-Fi-то. Откако ќе ти речат добро, требаш да напишеш рутерот ми е горе на другиот спрат во заграда. Иако може би живееш во стан и дека за да стигнеш таму ти треба клуч што го немаш и има куќе измеѓу. Потоа, во зависност од страшноста на незнаењето, продолжуваш, те прашуваат дали го гледаш security join во ќошот и ти велиш не. И ти велиш не гледаш ништо. Те фатило привремено слепило. Те фатило привремено слепило. Потоа со учениците, спасители на денот, во заграда, читај, расипители на денот, ти го праќаат истото на принтскрин и со линк. И ти велиш дека не ми се догледува. И после тоа го поклопуваш компјутерот и ги затвораш завесите и си посветуваш време на срамење за глупостите што си ги направил. И така ќе ти поверуваат можеби. Не, ама деца, вредело да се проба. Хи-хи-хи.
мисија за оваа емисија, да ја откриваме и истакнуваме посебност. Не донесоа до соработка со една мама Ирена, налик на која гравитираат многу други родители околу слична мисија во животот. Сега ви представуваме неколку допирни точки за да инспирираме и поттикнеме. За да во следната емисија продлабочиме, поставиме точни основи и продолжиме заедно со, за и од посебните деца. Ако ја праша мајка ми кој е најпосебното дете на светот, таа ќе ми каже: ти малечка моја. А што би кажала вашата мама или било која мама во целиот свет? Татковци, баби, дедовци. А што би кажале вие како родители на деца? Истото. Зарем не? Слушайте, не. Сите ние сме посебни и слични, а различностите ги прават работите поинтересни. Но за бројни семејства и многу потешки. Посебните деца со дополнителни потреби треба да имаат многу повеќе на располагање од заедницата, државата, од сите нас. Почнувајќи со свесност и љубов, со почит и разбирање, но и со помош и поддршка, драстично поразлична од еден лайк на Facebook. Нека започне со стихови, изречени од деца, родители, професионалци и 3 точки. Слушнете ги! Слушнете не. Драги мои, сега ќе ја чуете нашата пријателка Наталија Ржевска од Украина, мама на Тихон и Мартичка Тортичка. Се сеќавате на тоа мало чупче со великденските зајчиња? Душата на Наталија е најискреното поточе, накитено со насмевка и прегратки за целиот свет. Таа ја подздравува мојата емисија и литературното читање за посебните деца. Слушнете ја! Всем привет! Меня зовут Наталья. У меня есть особенности. Его зовут Тим. Для меня это стало народной точкой в моей жизни. Здраво, Потому что јас сум Наталија. Јас имам особено уникатен син. Секој ден тој ме учи да бидам своја, да уживам во мали нешта. Секој од нас е посебен и сите сме посебни на различни начини. Како да биде среќен било кој човек? За ова прашање одговорот лежи во очите на вашите најсакани. Што почесто барајте го таму. Нека целиот свет запре во тој момент. Запрете, седнете до него и порамнете се. Очите имаат уникатна способност да ја зборуваат вистината, да зборуваат искрено за чувствата. чем любыми словами в этой мире. Люблю. Да, така е, драга Наталија и Тихон и Мартичка. Ако во очите на вашето дете видите страв, нема врска како тоа го манифестира. Дали вреска, плаче, тегне, скока, полудува, тоа е исплашено и треба да го гушне мама или тато. Ако во очите видите љубопитност, нема врска дали пелтечи, гушка, опишува, тоа сака да истражува. Кога во очите видите љубов, таа е за вас, најсаканите. Погледнете и ќе ви проговорат. Не на украински, англиски, македонски, руски.
на јазикот на душата, љубовски. Јас сум Ноела, а ова е Слушнете не на Укло FM од и за посебните деца. Извини, дожд. Не можеш ти да врнеш колку што јас можам да плачам. Родот кој го полеваш не е твој, нити се твои полињата и житата. Котлините ја имаат реката за да ја згасне нивната жеда. А мојот син Цвет ме има мене. А јас сум цвекенце што те има тебе, моја мама. Да ме полеваш со љубов преткаена од нечуен плач, со надеж недозгасната, со вера која ја губиш и пронаоѓаш, со вина што ја напушташ. Иако детето би рекло: "Гушни ме, мамо, и само биди до мене." Мојот син Цвет Твојот син Цвет никогаш не ќе биде црвен, нити розев, Но мој род но твој род и пород е. И баш ми се допаѓа мојата боја. Извини, дожду, ти можеш да ги намокриш стапалата, но не душата, како тој мене и јас нему. Извини, дожду, не можеш ти да врнеш колку јас што можам да плачам. за мојот син Цвет, Лука. Извини, сонце, не можеш ти да сијаеш колку јас што можам да ја гријам мојата мама. За мојата волшебна мама, Лука. Јас сум Ноела, а ова е Слушнете не од и за посебните деца. Слушнете не. Čukni vo drvo, čukni 3 pati, zajedno gasme јас и ти. Другарчиња, завршуваме, но не плачете. Тука сме со кратки најави, видеа помеѓу секои 2 епизоди. И со многу креативна енергија, која кога и да подадеме раче, ни возвраќа со јаготки и нутела. Одлична комбинација. And yes, we are too cool for school. За и од посебните деца. Гушнете не и слушнете не! Na Boga kamenja ne sme frlave, od drugi poveke ne sme grešele. Solena nadež, za troška ljubov, za malku sreća živeme. Pesmi stihovi se
реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на Укло ФМ, магистар Сонја Тантарова Груевска и јас, Ноела Нечкоста. Четвртокон 5 одделенка од Елпида Караманди Битола. Големо поздравче! Како дечиња во кревет гушнати, не стануваме, а веќе пладне. Тоа е ова, ова е тоа, Ова е тоа. тоа е тоа, тоа е се. Да, тоа е се. Чукни во дрво, вистина е, надворе проле живи свет. Чукни во дрво, Чукни. чукни 3 пати, заедно да сме јас и ти. Укло ФМ Битола, јуни 2021 година. Вие сте на 90,8, слушате Укло ФМ Битола.